Тутунарите тактизираат и не го предаваат тутунот, иако веќе сите откупувачи во Македонија ги отворија пунктовите. Од Сојузот на тутунски здруженија бараат цената да не биде помала од 420 денари за килограм, а во моментов за прва класа таа е 375 денари. Најавија исто како и лани дека бараат субвенциите да бидат 100 денари за килограм. Ние како Сојуз не отстапуваме од ова, значи до крај ќе бараме од компаниите да ја усогласат цената на 400 денари, 420, со тоа што да го има заеднички интерес и откупувачите и кооперантите. Ако не дојде до промена на цената за ова година, прашање до година што ќе купува. За околу субвенциите се уште немаме официјален одговор од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство. Меѓутоа и ние и тука не отстапуваме од тие 100 денари што ги дадоа прошлата година. Ретки се оние на пунктовите кои што предаваат по некој картон со тутун, но и тие очекуваат зголемување на цената. Велат дека никој не сака да работи земјоделие, особено тутунопроизводство со ниски цени. Не знам дали сте биле в поле да видите, осем пензионери, млад човек нема. Никако. Како? Неće да работа. Нивите се празни. Никој не сака да работи земјоделие. Готово. Тоа е... Нека се мислат тие што се платени за тоа. Од државниот тутунски комбинат од Прилеп рекоа дека не можеле директно да влијаат на покачување на цената. Во моментов се воделе преговори откупувачи тутунопроизводители, но не можеле да истакнат како тие ќе завршат. Доколку дојде до покачување на цената на откупениот тутун во иднина, сите кооперанти што предале тутун, ретроградно ќе им биде исплатена разликата. Така да во тој поглед сметам дека кооперантите можат слободно во секој момент доколку се спремни да го донесат тутунот. Според законот сите откупни центри низ државава треба да бидат отворени заклучно со 15 декември.